Да им објасниме на луѓето отприлика на кој начин функционира биоинформатика. Примената биоинформатика може звучи апстрактно, може звучи многу научно или може звучи многу неразбирливо, многу едноставно. Значи, ние се занимаваме и се бавиме со проучување на програмскиот или клеточниот јазик. Како ние сега што разговараме на одреден македонски така наречен јазик, така може да замислиме дека клетките во нашиот организам, од кои што ние сме нели составени, тоа се едни малечки како циглички нели од кои што се гради една куќа, така и ние сме изградени од мали такви нели биолошки циглички да ги наречеме, така наречени клетки, комуницираат меѓу себе. Што значи дека не треба некој мајстор да ги нареди, него тие самите имаат програм како да се постават во одредена форма или да завземат некој простор и тоа да го наречеме дека се вика некаков орган. Сега нели апсолутно просто ги објаснуваме работиве. Значи клетките во нашето тело, од кои што се составени сите органи, комуницираат на одреден специфичен начин. Што значи дека ние можеме денеска да слушнеме, значи тоа не е од денеска, тоа е од 70-тите години проучувано, значи не е ништо ново измислено. Благодарение на развојот на технологијата во изминативе 20 на години ние успеавме да направиме поедноставни, покомплексни, значи не комплицирани, него покомплексни уреди со кои што може да слушнеме што зборуваат и со тоа да возможиме да направиме така наречени микропроцесори, нели, со кои што ние правиме програмски јазик на истиот нели клеточен јазик кој што го разбират клетките, го запишуваме во малечок чип или процесор, го носиме прилепен на кожа и тогаш го пренесуваме тој јазик нели што клетките го разбираат на телото. Со самото тоа ние им кажуваме на клетките како треба да постапат по одреден проблем или по одредено состојба. Како да не кажеме мала реорганизација на Значи не се лекува во случајов конкретно нели за примената биоинформатика со хемиска супстанца, туку се лекува со информација, со известување, а тоа известување или таа информација на истиот разбирлив јазик за клетките, како ние сега нели што рековме дека комуницираме на македонски јазик.